Празни рафтови, високи цени, колони пред бензинските пумпи. Ваква е сликата која што деновиве владее во нашата држава. На оваа тема сакаме да анализираме со актуелниот професор на економскиот факултет и поранешен министер за финансии Трајко Славевски. Добре дојде. Добро ве најдов. Професоре, зошто и на што се должи паниката? Каде води македонската економија? Мислам дека се уште активни се генерации кои што поминаа пред 20 на години воен конфликт на тлото на Република Македонија. Имавме финансиска, економска криза тешка, сериозна, 2007-2009 година. И секолку што јас се сеќавам, поминавме со стресови, но релативно безболно. Немаше драстично замрзнување на цени, немаше празнење на рафтовите на полиците. Се работи за една... Ова е, сакате да кажете, еден познат синдром за македонската. Не, јас се прашувам сега, ако се точно оние извештаи дека има празни рафтови по продавниците, најверојатно нешто се греши во пристапот со економските политики. Луѓето се луѓе. И 2001 година, кога имавме детонации во непосредна близина на Скопје, Куманово, Тетово и други делови од земјата, најверојатно и тогаш постоеше причина за страф, но некако излеговме и од таа криза. 2008 година цената на нафтата на светските берзи достигна $147, највисоко до сега, во последнија можеби 40-50 години. И велам повторно се надмина тој проблем. Сега ево веќе 2 дена со ред после порастот на некаде до околу $130 на светските берзи на референтните цени на нафтата, таа се спушта на околу $100. Значи, кога станува збор за нафтените деривати, најверојатно... Дори имаме и поповолна позиција од... Кога станува збор за нафтените деривати, најверојатно ќе има некое смирување, сега не на нивоа на кој што сме навикнали, но тоа е тоа, ќе треба да ги платиме цените на енергијата. Она што се разбира, граѓаните не треба да оправате да трупаат залихи. Сега, кој реков, пристапот кон економските политики, дали се даваат некои погрешни сигнали со замрзнување на цените, со замрзнување на маржите, дури укинување на маржите на основни животни продукти, како што се очекува сега да се продава по маркетите, вклучително малите продавници, неколку животни продукти, како што е лебот, брашното, без никаква маржа, без мотивација за трговците. Сега, доколку се разбира сето ова потрае војната во Украина, најмногу може да се одрази на цените на житарките, дури можноста за снабдување со тие производи. Ево, земете го, ние како земја традиционално се подпираме во домаќинствата на потрошувачка на сончогледово масло, а познато е дека Украина извозник на 80%, барем во регионот во Европа, на маслото од сончоглед, но и тука, ако дојде до недостиг на овој продукт, и нашите производители на масло, ние не произведеме сончоглед, тие, по моите информации, набавуваат нерафинирано масло од Украина и го рафинираат во македонските рафинерии за масло. Ако дојде до недостиг, најверојатно ќе се бара некоја замена на некои други типови на масло. Знаеме дека се произведува и од маслодајна репка, од други маслодајни растенија. Така што мислам дека полека ќе се привикнеме и ова да го поминеме безболно. Од каде паниката? Дали е наметната? Имаше коментари дека некому и му одговара ваквиот терен за игра. Па не, јас не би завлегол во теории за заговор, конспирации и така натаму. Луѓето колку действуваат рационално, понекогаш настапуваат и ирационално, кој ќе ги зафати она психологија на тоа како се однесува мнозинството, така најверојатно сметат за да ги заштитат својот стандард и потребите на своите најблиски домаќинствата, некојаш генерално кога ќе се соберат тие милиони одлуки на микрониво, се добива една неповолна, да речем, неповолна состојба, ево да има недостиг од некои производи.
Рековте дека ваквата психоза, ваквата паника се должи и на економските политики, на економските мерки. Владата презема такви мерки. Дали се задоснети? Може би ова прашање е, така да речам, бесполезно, затоа што од другата страна сигурно ќе најде на коментари, да, кај опозицијата за која што вие сте, нели, човек, важи дека тие мерки секогаш се задоснети. Меѓутоа, на експертско ниво ве прашувам како експерт, дали мерките се навистина задоснети и дали може да доведат до конкретни резултати? Прво она што и, да речам, е теза деновиве и уште од минатата недела, дека наводно, нели, ние сме земја членка на НАТО, по некои дипломатски канали нашите служби, нашите највисоки раководители имале информација уште од ноември дека ќе има негативен развој на настаните во Украина и најверојатно имаше сега доволно простор за делување од аспект на пополнување на стоковите резерви. Она што е, да речем, мене ми можеше поинако да се изведе за да се намали паниката, беше кога започна пред 2-3 недели, уште од 24 февруари, нели, кога беше интервенцијата на Русија во Украина, започна да се поставуваат прашања за тоа дали располагаме со доволно стокови резерви и слично. Факт е дека стоковите резерви се државна тајна, но цела недела или повеќе десетина дена немавме некое уверливо образложение од страна на властите и луѓето почнаа да се, да речем, да се сомневаат. И на тоа се надовза резервите, дали не требало тие резерви понапред да се... Не, пак, кажав, нели, имало време да, ако нешто недостасувало, да се реагира, да се пополнат, за да може да се интервенира на пазарот, да се интервенира со масло, со брашно, со сончегледово масло, нели, во оние количини на кои што луѓето на почетокот реагира. Знаете, има една во психологијата на луѓето како да кажам, најпроблематично е кога ќе се соочат со празни рафтови. Тогаш може дури со мали количини дополна, да речем, интервенција од девизните резерви, нели, сте слушнале, одете, трчајте, ќе нема масло, ќе нема брашно. Едно е кога ќе отидете па ќе видите полн рафт, најверојатно нема да купите повеќе од она што ви е потребно, неопходно за наредните неколку дена или неделата. Ако видите празни рафтови, тогаш веќе паниката се зголемува. Значи тука мислам дека можеше тоа поинако и да довербата кај граѓаните, нели, се поврати, а секако дека ево и слушам и оценки на економисти кои се провладино ориентирани, мислат дека и се задоцни со овие мерки. Тука се мисле пред се на интервенцијата со намалување на акцизата или данокот на додадена вредност кај горивата, понатаму данокот на додадена вредност кај основните животни продукти. Можеше тоа да се направи уште од, да речем, пред неколку недели, за да не се соочиме со вакви фрапантни зголемувања на цените. И со ова ќе заклучам, се разбира дека се направи грешка во чекори во политиката на контролирање на замрзнување на цените кај основните животни продукти. Тие беа замрзнати, како што знаеме, уште од таму почетокот на годината. После се промени моделот на регулирање, нели, на трговските маржи, па имавме остра реакција од страна на трговците кои што кажаат дека тие со тие маржи или ќе ги остранат тие производи, нели, од рафтовите или не можат да ги поднесат загубите. Така што мислам дека една подобра координација ќе беше покорисна и за бизнисот и за граѓаните во Република Македонија. Ги спомнавте трговците, кога сме кај трговците, можеби сите се загрозени, меѓутоа еве најизвикана е месната индустрија, бидејќи тие имаат артикли кои што се месо и толку. Значи доведено во прашање нивниот опстанок со воведувањето на овие маржи? Тие најдобро знаат, нели? Тие најдобро знаат. Јас немам, како да кажам, немам чувство дека во минатото таму се остварувале некои екстра профити, затоа што, имајте, ние 30 години градиме пазарна економија, па секаде онаму каде што во една слободна економија, секаде каде што има услови за екстра заработка, влегуваат нови, да речам, конкуренти во дејноста и се намалуваат, на тој начин се упросечуваат профитите. Сакам да кажам дека конкуренцијата е најдобриот лек за една контрола, нели, балансирање на цените. Се разбира, освен, или со исклучок на
периоди каде што имате вонредни кризни ситуации, но ево кога станува збор за тој продукт што го кажавте месото, јас барем не сум слушнал дека има проблем во снабдување, во увозот на тој артикал или на тие артикли од странските пазари, затоа што ние сме голем увозник. Значи проблемот е во едно, како да кажам, соодветно калибрирање или поместување на параметрите, маржите, за да можат да се покријат трошоците од страна на трговците кај нас пред се, затоа што и таму има и ворени трошоци, нели, има она што тие го нарекуваат популарно кало, растур, нели, губење во тежина, па ево и кај овошјето, кај зеленчукот, знаете, во маркетите ние самите бираме, некогаш не сме внимателни како се однесуваме кога од едно снопче банани сакаме да искинеме една или две, па тие се расипуваат и слично. Така што мислам, јас сум ево застапник на тоа дека пазарот оставен слободно, освен во екстремни ситуации, ево, ако снема масло, нели, од увоз од Украина, што може да се случи, тука треба да се делува, а другото треба да биде оставено на слободниот пазар. Да не се враќаме, нели, на некои епизоди од минатото и од поранешниот систем каде што сите цени беа регулирани. 2000 година пред да влезе грчкиот инвеститор во Житолукс, производителот на леб, тука не имавме контролирана цена на лебот. Јас сум жив сведок, бев член на влада тогаш кога се дискутираше услов за влез на странскиот инвеститор беше да се либерализира цената на лебот, па што ќе биде, како ќе биде и така натаму, ништо не се случи. Цените по либерализацијата дури и падна под нивоата, нели, под оние ниво на кој што беа контролирани. Дали се согласувате со она методологија на регулаторна комисија за енергетика која што реши да ги, да речеме, на некој начин контролира цените на нафтените деривати врз основа на котација на берзата? Има ли некој друг начин, некој друг излез или тоа е сосема поволно решение? Колку што мене ми е познато, не ги знаеме сите детали, но методологијата не е променета. Не е променета затоа што два параметри се тука битни. Берзанската цена, сега не знам, те земат просек од изминатите 5 дена, некојаш се зема, ево, она што е цена на нафтата денес, јас погледнав утрото, има два типа, нели, она американската West Texas Intermediate, која што е поевтина за $4-5 по барел, и Брент нафтата, веќе е околу $105 Брентот, нели, утрово, втор ден намалување. И можеме, мислам, вака ние со право треба да очекуваме од полнок дефинитивно пониска. Затоа што вчера немаше никакви од полнок дефинитивно и покрај намалувањето, нели, на цените, но внимајте, ова се цени кои што се за договори за испорака на нафта после еден месец. И тука, да речем, се работи со просечни големини, просечни средини, и сега нема никаква причина, нели, и заедно со намалувањето на данок на додадена вредност на дериватите од 18 на 10 и намалувањето на цените на нафтата, мислам дека барем од утре ние треба да здивнеме малку во однос на екстра високите цени на нафтените деривати. Па ќе речем, не може да очекуваме некои манипулации од страна на трговците, затоа што имаше дури закани дека, например, на одредени компании не им одговара таквата ситуација, па дури нема да испорачуваат, нема резерви и така натаму. Трговците реагираат, тоа беше дополнително, нели, сега тоа не е добро, и тоа е, вие во право сте кој рековте за регулаторна комисија на енергетика, јас тоа го пропуштив, се намали маржата од 4,5 на 3% и на тоа беше реакцијата на најголемите трговци, но најверојатно тие нема да пристапат кон некоја екстремна мерка, да ги намалат количествата, па да снема нафтени деривати. Најверојатно затоа што се работи за времена мерка, ќе го издржат овој период да работи со помали маржи и онака се на удар на доста критичари во јавноста за високите заработки кои што ги остваруваат. Јас не мислам дека треба да се уништат предпријатијата кои што обезбедуваат витални производи за нашите граѓани, за стопанството, но сега ако е кризен период, најверојатно треба да се откажеме од комоцијата што сме ја имале до неодамна.
не ми кажавте стрикно за владините мерки, ти го чинат буџетот, бидејќи удираат директно врз буџетот, јавниот долг како таков е значи веќе под притисок и од самата пандемија сега дополнително колку ние можеме да издржиме, во каква состојба рековме македонската економија. Имаме ли рецесија или што? Вака, тука има повеќе прашања. Нам ни се заканува она што го нарекуваме стагфлација. Тоа е грд збор составен од кованица од два поими. Едниот е стагнација. Стагнација значи забавување на стапките на раст на економијата, дури движење кон нула или, не дај Боже, кон негативни нивоа, иако се проектирани позитивни, но во исто време проследено со високи стапки на инфлација. Сега посебна приказна е кои се корените на инфлацијата кај нас. Инфлацијата не е од сега, не е од сега. Ние укажувавме, јас сум укажувал дека оној да речам популистичките мерки што беа спроведувани во последниве 4-5 години од страна на владите предводени од ДУИ од СДСМ, дури понекогаш за време на изборни периоди и она брутално купување на гласови, понатаму притисокот за растот на минималната плата во случај на сите плати во случај кога опаѓаше вкупната продуктивност во економијата, едното со другото не оди, доведе до тоа, по моите проценки, односно пресметки, од стапката на раст на цените, ако сме имале во февруари 8%, некаде 40-45% од таа стапка, значи некаде 3,5% поени, се должат на интерни, на домашни фактори, на тој притисок за раст на домашната потрошувачка и не е тука тајна, ако се сеќаваме моделот кој што го пропагираше Социјалдемократскиот сојуз пред 4-5 години за раст на економијата требаше да се темели на раст на личната и на јавната потрошувачка. И тука нема ништо проблематично, доколку тоа води до раст на животниот стандард. Но животниот стандард не расте затоа што во исто време ја забрзувате инфлацијата го јаде, ја намалува реалната вредност на доходите, макар што тие се и номинално поголеми. Значи, 400 милиони евра слушнавме овие, не се 26 мерки, затоа што се повикуваат на некои кои што се били претходно присутни. Например, она за енергетска сиромаштија, мерката за која што примателите на социјална помош добиваат, мислам, 600 денари, 10 евра дополнително за плаќање на сметките на струја. Понатаму енергетска ефикасност и слично, тоа значи беа презентирани коректни податоци, тоа значи помалку средства во буџетот. И сега дојдеме на вашето прашање, дополнително задолжување. Ме дека станува збор за висината на јавниот долг, односно задолжувањето, тука повторно доаѓаме до една чудна социјална психологија кај луѓето. Знаете, тоа е исто како кога чекате, да речеме, автобус, па го нема и така натаму. Прво се нервирате и после ви е сеедно, нели? Ви станува сеедно. Така ние бевме многу сензитивни, кој јавниот долг се зголеми од, да речеме, 30 на 40%, па сите звона, узбуна и така натаму. Сега достигнува, сега се проектира дека ќе достигне 60-65%, па како да е нешто нормално. Или како што нема, кога температурите се кајате пред некоја година паѓа и не правиме разлика дали е -5 или е -15. Некако во таква состојба сме, а тоа ќе има секако последици и на краток и на долг рок. На краток рок, ево веќе, само да спомнам за гледачите, беше спомнато дека некаде околу 150 милиони евра годишно во буџетот ние трошиме средства за плаќање на камати на долгот, на странски и домашен. А внимавајте, 150 милиони евра ние не трошиме за народна одбрана. Толку е буџетот, и како земја на НАТО. Средствата што ги плаќате за камати, затоа што тоа чини сега. Колку и да се ниски каматните стапки, тоа може само да залажува, да успева, затоа што па сега износите се големи. Внимавајте, ние се возбудувавме кога 2009 година позајмевме со релативно повисока каматна стапка, се разбира заради состојбата на пазарите кои беа претходно замрзнати, позајмевме 175 милиони евра. Сега секоја година по два пати годишно по 600 милиони евро врзници, тоа само го билда, го зголемува јавниот долг. Велам, од тука,
Од тука се, ево, прво срамежливо, а сега веќе отворено, повиците за штедење на сите нивоа, и тука не е она ефемерно, нели, штедење со кое што се замајува јавноста, дали вода ќе се служила, кафе ќе се служило и така натаму. Штедењето се однесува или може да се штеди доколку не се расфрлаат средства за партиски вработување на сите нивоа. Тука мислам и на централно ниво, и во државната администрација, во јавните предпријатија и на локално ниво. Цените во пазарна економија даваат сигнали, нели? Едно е вие да го наполните резервоарот со цена пониска од 1 евро за, наречеме, дизел или бензин, друго е ако цената се приближува кон 2 евра. Нормално се упатува на порационално користење на ресурсот. Кога веќе го спомнавте ова штедење кое што е најавено од власта, ќе се штеди во владата, ќе штедат министрите, меѓутоа ќе штедат и градоначалниците кои што се повеќето од ВМРО ДПМН. Конкретно за град Скопје, што тоа би значило ова штедење, ако од друга страна пак се земи оној коментар дека на град Скопје му треба помошта од владата? Не само на град Скопје. Град Скопје го сочинуваат и, нели, општините кои што имаат посебни градоначалници. Град Скопје како целина градот има посебни ингеренции. Видите, тука има, како да кажам, има граница до каде може да оди штедењето, затоа што некогаш тоа е поврзано со безбедноста на граѓаните, да речеме во сега јавното осветлување, така на сите и не е неопходно, затоа што осветлени улици и така натаму подобро се одвија сообраќајот во овие зимски денови кога денот се уште е мал, ноќта е уште, да речем, значително подолга. Ние не можеме да кажеме дека ќе има јавно осветлување од полнок до 4 до 5 часот изутрина, но има нешто друго позначајно дека кога ги земавте, кога ги спомнавме општините, знаете, тие се наоѓаат во многу тешка ситуација, без разлика дали се раководени од градоначалници избрани од која било партија, затоа што имаме градоначалници од сега на централно ниво од Левачката партија, имаме од ДУИ, од други партии, од мнозинството се од ВМРО ДПМН. Прво, прикроењето на буџетот за 2022 година владата ги нема земено во вид, не ги проектирала зголемените издатоци за пораст на платите со порастот на минималната плата, нели, кој што стапи во сила од 1 март, затоа што, нели, има со пренесените надлежности одредени дејности како што социјалната заштита, основното образование и така натаму, каде што има вработени, имаше претходно со ниски плати, па димите плати треба да се зголемат. Понатаму, со блок дотациите се финансираат исто така овие дејности кои што имаат сега зголемени издатоци, дали се тоа здравствените установи на општинско ниво, и општините тука мора да се обратат до владата, државниот буџет, кој што го има капацитетот, ево преку ова задолжување, се слушнале сега да може општина да се задолжи, не може општина да се задолжи, барем во овие околности, нели, затоа тие имаат едно легитимно барање до власта за помош. И мислите дека власта ќе се одзве на нивниот повик? Па видите, власта се одзве, власта помогна пред некоја година, кога немаше криза, распредели за плаќање на стари долгови околу 50 милиони евра, кои што беа поделени на општините, и сега кога на сите им гори под нозе, внимајте, не треба да се поставува тоа прашање што го спомнавте сега, вие нормално како новинар легитимно го поставувате, затоа што имате нема сигнал од власта, барем досега се немаат изјаснето, и покрај тоа што од ЗЕЛС најавуваат и, како да кажам, дека ќе бидат се погласни во барањата, но што е алтернативата? Алтернативата, дали е алтернативата затварање на училишта, престанок, затоа што некои, нели, имаат собствен систем на грејење, онаму каде што нема затоплување на централно грејење, а тоа е најголемиот дел од територијата на Република Македонија. Дали предпријатијата ќе престанат со снабдување со вода на граѓаните, затоа што, ево, јавното предпријатие ИСАР од Штип кажа дека со 5-6 пати поголеми или зголемени сметки за електрична енергија, нивните вкупни приходи на месечно ниво од околу 13 милиони денари се помали, значи вкупните приходи се помали од сметката за електрична енергија која што достигнала 17 милиони денари. Тоа е една ситуација која што сами не може да ја решат. 600 милиони евра нова врзница како можност, и тоа претежно од надворешниот пазар. Имаме кондиција за такво нешто?
Видите, јас го проследив интервјуто синоќа на еден од медиумите на министрот за финансии, господинот Фатмир Бесеми, и тој каже дека целата работа... Вие го советувате меѓу другото и вие учествувате во тие консултации? Па не вака не на редовно ниво, не. Беше спомнато дека сите подготовки се направени, имено ангажирани се финансиски куќи од надвор кои што помагаат при изведување таа операција, нешто слично како што или со истите со кои што беа издадени неколку од претходните емисии во изминатите години, и дека се чекал само погоден момент. Значи веќе е сосема известно настапувањето на странските финансиски пазари. Ние се обраќаме, односно тие ливчиња хартија со кои што Република Македонија им гарантира дека ќе им ги врати парите зголемени со камата, односно со принос на инвеститорите од странство. Се надеваме дека, односно те се таргетирани кон одредена група на инвеститори кои што добро ја познаваат Република Македонија и купувале или инвестирале во Македонија затоа што наоѓаат свој интерес. Да се потсетиме дека се уште на запад можностите за инвестиција на финансискиот капитал се, како да кажам, каматните стапки се многу ниски, иако се во пораст во последно време. Но она што, да речем, загрижува беше секако известно да се очекува, расте каматата на долгот и веќе сме далеко од она каматна стапка што ја постигнавме минатата година на релативно ниско ниво, затоа што во светот се очекува дека ќе растат каматните стапки, па сега неизвестностите со кризите, па воената криза во Украина, така што мислам дека и на оваа емисија ние ќе платиме, ќе се задолжиме со значително повисока цена, а и секое наредно задолжување надвор би било со се повисока и повисока цена. И да не Што тоа конкретно значи за обичниот граѓанин? Велиме се зголемува долгот. Со самото зголемување на долгот постои ли исто страв? Како ние тоа ќе го отплатиме? Како ќе го вратиме? Ние со зголемувањето на долгот пренесуваме како генерација дел од нашите обврски на идните генерации. Што секако интергенерацијски треба да се, да речем, преиспитаме колку е тоа коректно. И од тука треба се користат сите можности за штедење, за рационално користење на средствата, за меѓу другото, да речем, и од тие средства што се позајмуваат, да се инвестира во економијата, за да може да се зголеми продуктивноста на економијата, па тие долгови да може да се одвраќаат. Затоа што, како и кај семејство, ако постојано се задолжувате, а немате некој сериозен или сигурен извор дека ќе враќате средствата во иднина, прво тоа ќе го увидат кредиторите и ќе престанат да ве финансираат, а може да се најдете во ситуација да дојдете во опасност да не можете да го сервисирате долгот. Што ве исклучува од финансиските пазари, па после ќе треба единствено на сопствени ресурси да се подпрете и тоа доаѓа до неопходно она што се вика тврдо спуштање, па ќе мора да кратите и онаму каде што не треба да се крати. Предходните мерки, рековте, на СДСМ и ДУИ, на владата предводена од Зоран Заев, некако ги квалификувавте како популистички. Овие мерки на Ковачевски какви се? Некако сте поблак во ставовите или не? Не популистички. Или треба време популистички во смисла, да речеме, за време на пандемијата, оние ваучери за туризам, понатаму пакети со помош, храна и слично, па доделување на платежни картички за купување во маркетите и слично. Сега не мислам дека може да се окарактеризираат како популистички, нема ништо, дури за поздравување мерката, да речеме, во наредните 3 месеци на 35.000 домакинства кои што се од најранливите категории, да им се исплаќаат дополнителни средства од по 1000 денари. Проблемот, да речеме, со кај пензиите, што некако не се охрабри владата да најде потрајно решение за зголемување на пензиите. Сега, како што знаеме, во наредните 3 месеци пензионерите се изначуваат со најсиромашните граѓани и тие ќе добиваат
по колку таму по 1000 денари на на пензијата и враќање на формулата за индексација на пензиите што важеше до 2018 година, наместо да се излезе од оваа ситуација, да се најде излез од состојба во која што ние никогаш не сме биле, просечна пензија да е пониска од минимална плата. Никогаш досега ниту во некогашна Југославија, ниту сега по независност, овие 30 години, не сме имале состојба, просечната пензија да биде пониска од минималната плата. Но тоа е кога немате синхронизираност на мерките, кога одите со популистички притисок, како што беше кај минималната плата, без да бидете подготвени после да ги осогласувате и сите плати. Знаме состојбата сега и во училиштата и во градинките имате најниско платените работни места. Ако имате некој вработен од техничкиот персонал со 18-20 години работен стаж, има исто плата колку што има една наставничка со 2-3 години работно искуство која што завршила филозофски факултет или педагошка академија и сега може само да се запрашаме како тоа делува на мотивацијата на луѓето да инвестираат во себе. Зборуваме дека човечкиот капитал е најпродуктивниот ресурс за Република Македонија. За крај да заокружиме малку една анализа или видување политиките на Заев, економиите на Заев или економиите на Ковачевски. Кому повеќе верувате? Со тоа испраќате една порака како експерт? Не, како да кажам, Заев е веќе минато, нели се направија многу штети во економијата. Не се, како да кажам, не се одбреден модел кој што ќе значи или ќе обезбеди раст на среден или долг рок на македонската економија. Мислам дека не гледам некоја разлика сега, дури можеби е краток временскиот период, не се поминати ниту 100 дена да правиме споредба меѓу политиките на владата предводена од господин Ковачевски и таа на Заев. Му давате шанса? Гледаме само продолжение, барем за сега. Само продолжение, ништо ново не сме видели и од тука мислам ќе се воздржам од некоја споредба, затоа што простор за споредба нема. Благодарам. Темата не пресушна, има многу простор за анализирање и за коментирање, меѓутоа во некоја наредна прилика беше ова професорот на економскиот факултет Трајко Славевски, поранешен министер за финансии. Благодарам уште еднаш. И јас благодарам.